Два начини има за регулирање на тоа прашање во понатамошниот период. Едното го кажа министерот за финанси, дека се преземени инструкции до соодветните органи, министерства и државни органи околу можностите за влегување во нови обврски кои што се лимитирани буџетски за ова година, дека Трезорот нема да исплаќа ако тоа не е предвидено. А второто решение е она што ние го заговараме и го бараме подолг период, дека треба подсврсто да се регулираат тие работи врз основа на директивите на Европската Унија. Морам да кажам дека многу сериозно овие 3 месеци се работи на тоа во пониските ешалони на министерствата, така да сме блиску до некакво решение кое што веројатно до 6-ти месец ќе биде објавено во јавност. Застопанството во овој момент во услови на ваква криза каква што владее во клучните земји и надворешно трговски партнери за Македонија, секоја работа, па макар и минимална, е огромна помош. Ние се наоѓавме во исклучително тешка ситуација во средината на минатата година со ликвидноста и тој проблем го изфорсиравме и во јавноста и во контактите со владата и мислам правовремено се реагираше, затоа што ако не дојдеше до тоа, последиците ќе беа многу сериозни. Она што сега можам да го кажам за оваа година, тоа е дека предвидувањата на меѓународните институции се исполнуваат, што значи дека растот во 4 земји клучни партнери на Македонија, зборувам за Германија, за Италија, за Бугарија и за Грција, ќе биде многу проблематичен, на нула или испод нулата, што значи дека ние не очекуваме тамо некаква зголемување на побарувачката на нашите производи и затоа целата активност ја свртивме према обезбедување на алтернативни пазари во земјите од Кавказскиот регион, Блискиот Исток и Северна Африка. Така да тој процес ќе потрае сигурно во наредните неколку години. Во тој период се надеваме дека после 2015 ќе дојде и до намалување на ударите на големата криза која што владее на европскиот простор, така да треба да се издржи и затоа се враќам на основното ваше прашање, секаква мала помош на државата, мала помош на меѓународните структури, финансиски, за компаниите во овој момент имаат огромно значење. Затоа што нашето работење е доведено до ивицата на рентабилноста и тоа мора да се задржи, да не одиме подолу, затоа што тие импликации после ќе бидат многу тешки. Ние сме спремни до 2015 година да ги искористиме сите наши резерви, спремни сме да ги искористиме сите знаења и умења, секојдневно сме во контакт со владата на Република Македонија, бараме решенија, само да не се деси она да влеземе во една потешка рецесија која што ќе не исврли од колосек и која што после не ќе може да ги надокнадиме тие изгубени периоди за оправување кое што е неопходно после вакви две сериозни кризи кои што уследија после 2008 година.